Венди Винди на снег. И конечно падна снег. Веднаш мадам Дора и нејзиното мало куче истрчаа надвор за да си играат на снегот. Колку убаво снежно куче! Наеднаш довикна некој. Тоа е Ана од соседството. Бррр, мојот веќе стар мантил воопшто не држи топло. Мене ви е веќе ладно, рече мадам Дора и се стресе. Дали може јас со Венди да се шетам уште малку? Праша Ана. Таа може да се прошета. Насекаде светка и блеска божикни украсените прозорци и врати. Одеднаш Венди лае вознемирено. Таа нешто откри. Ракавица, довикна Ана. И види, има трага во снегот. Таа му припаѓа на оној што загубил ракавица. Најдобро е ние да ја следиме трагата и да ја вратиме. Возбудено, двете ги следат трагите во снегот. Трагите ги донесоа до една мала куќа без звонче и без ознака за името. Предпазливо тие гледаат низ прозорецот. Тогаш Венди возбудено почна да лае. Зошто им изгледаше стариот човек од куќата толку познато? Веднаш потоа човекот ја отвори вратата. Јас имам многу работа и не сакам никој во тоа да ми пречи, довикна тој. Но мојата пријателка Венди Винди ја пронајде вашата ракавица, изусти Ана. Тогаш човекот се насмевна. Па ова мора да се награди, викна тој и веќе изгледаше многу попријателски. Венделин, дали имаш ти некоја посебна желба? Венделин размисли за кратко. Тогаш потврди со главата и залаја. Таа се сети на нешто многу убаво. Човекот ја разбра и вети. Ке го средам ова, што е можно поскоро. Среќни си заминаа Венди, Винди и Ана кон дома. Наскоро дојде и бадниковата вечер. Тогаш затропа некој на вратата на мадам Дора и Венди Винди. Надвор, облечен целиот во црвено, стоеше Дедо Мраз. Па тоа е човекот од малата куќа. Мислам дека го имам вистинското за вас, рече тој и на мадам Дора и подаде еден пакет, а на Венди се насмевна. Во пакетот имаше еден прекрасен нов мантил. Од каде ли само Дедо Мраз знаеше дека мене ми треба еден нов мантил? Се замисли мадам Дора и топло се замота во волнениот мантил. Таа многу се радува, а исто и Венди Винди. Среќни двете го прославуваа Божик. Ана исто така ги посети. Таа на Венди Винди и подари еден бисквит за кучиња и се радуваше на новото зимско палто за Венди, кое мадам Дора и го имаше сплетено.